Добре дојдовте во темата на неделата. Мали хидроцентрали, големи проблеми. Електрична енергија од обновливи извори, но и последици врз животната средина, како и екзистенцијални проблеми на локалното население. Во државите од Западен Балкан беа планирани околу 3000 мали хидроцентрали, а 1/3 од нив во заштитени зони. Но отпорот на жителите и на екологистите е се поголем. Со селаните албанци и срби во едно косовско село и покрај тоа што со децении живеат одвоено, деновиве се обединија. Протестираат заедно против изградба на хидроцентрала, за која велат дека ќе им ја одземе водата и нивната екзистенција. Полицијата употреби и солзавез за да ги растера селаните кои се обидоа да го запрат движењето на булдожерите. При тоа беа повредени над 20 луѓе, меѓу нив жени и деца. Етничкото албанско мнозинство и малото српско малцинство во селото Битие Поштме велат дека хидроцентралата ќе го исуши речното корито под планината Брезовица, најголемото и најпознатото скијачко одморалиште на Косово. Тие носеа плакати на кои пишуваше "Лепенец е наша вода и наша храна" и водата е живот, додека маршираа низ селото, наблюдувани од десетици полицајци и мировници на НАТО од Полска. Протести се одржуваат скоро секоја недела, но без некој поголем ефект. Булдожерите започна инсталирање на метални цевки кои се дел од хидроенергетскиот систем. Кевсер Фетаху, мајка на 3 деца, вели: Skantar me gjithë këto shkajna, një pakic, këto këtë do të më shpërngull për këti venet. S'kena këto jetes pa ujë. На исто мислење и Звонко Михајловиќ, економист кој живее во таа област. Tako da ukoliko se realizuje ovaj štetan plan, ljudi će sve teže i teže živjeti, a mnogi će se odlučiti i da odu s ovih prostora. Реката Лепенец е дел од најголемото скијачко одморалиште во земјата со убав пошумен алпски терен. Во Косово се планирани повеќе од 80 мали хидроцентрали, бидејќи владата планира да го зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори. На ваков начин Косово произведува само 2% од електричната енергија. Остатокот се произведува во 2 термоцентрали на јаглен. Според плановите на владите, низ Западен Балкан може да се изградат скоро 3000 хидроцентрали. Околу 1/3 од нив во заштитени области, што предизвика серија протести во Босна, Србија и Црна Гора. Во минатиот месец активисти за животна средина ја повика Европската унија да го намали бројот на мали хидроенергетски проекти, со тоа што ќе се заложи за построга еколошка легислатива и поекономичен систем на субвенции. Црна Гора во мај донесе одлука да престане да издава одобренија за изградба на мали хидроцентрали и да ги преиспита до сега доделените. Ута Ибрахиме, првата косовска жена што се искачи на Монт Еверест, им се приклучи на протестите и покрај скршената нога. Na nuk jena të e kuptu hala që bukurit natyrore cilat I kemi janë thesar I Kosovës. Edhe njerëz që punojnë me turizëm e kuptojnë këtë sa pak më shumë. Turistat vinë këtu për faktin që Kosova është hala vendi I egër, edhe kena hala lumej, edhe nëse na I shtina kretë për gypa, atëherë çka kena më kallzu vendit. Во Македонија веќе има над 90 мали хидроцентрали, а планирани се уште 50-тина. Меѓу нив и во Националниот парк Маврово. Невладини организации покренаа акции за спречување на ваквите планови, а за сега имаат делумен успех. Против е и локалното население, страхувајќи од последиците врз секојдневниот живот, но се чини никој нив не ги прашува. Никогаш никој со нас не зборувал за изградба на мини хидроцентрали, а најмалку за позитивното или штетното влијание врз животната средина. Вака Анес Ахмети од селото Жировница Летово објаснуваше зошто протестираат против изградбата на такви енергетски капацитети на нивната Жировничка река. Нашите извори од кои што се напојуваме се веднаш под хидроцентралите кај што треба да се градат и машинската зграда, ако не се лажам, на петката и зафатот на петката се над самите извори. Значи, што сметам дека не се вршени соодветни мерења со кои што треба да се докаже дека нема да има никакво влијание врз нашите извори со кои што се напојуваме со вода. Есен во општината во која живее Ахмети Маврово Ростуше,
му ја одзема дозволата на инвеститорот Hydrogen Energy Group за изградба на хидроцентралите Жировничка 5 и Жировничка 6, поради пречекарување на рокот од 2 години од правосилноста на одобренијата. Ана Чулович Лешовска од 2010 година ја водеше кампањата за стопирање на меѓународното финансирање на 2 големи хидроелектроцентрали, планирани да се градат во Националниот парк Маврово, за да се заштити живеелиштето на речиси исчезнатиот балкански рис. Епилогот е што и Светската банка и Европската банка за обнова и развој се откажа од финансирањето. Таа вели дека несомнено и малите хидроцентрали влијаат врз животната средина. Имено имаме еден здрав екосистем пред зафатот, каде што можеме да сретнеме богатство од видови и здравје, буквално здравје на екосистемот. После зафатот имаме на некој начин мртов екосистем, затоа што флуктуациите на водата во речното корито се многу големи и не овозможува тековен раст и развој, да кажеме, на видовите и на биодиверзитетот во овој дел. И понатаму третиот дел или третиот фрагмент е по техничката зграда, кога водата повторно се испушта во речното корито, каде што гледаме дека екосистемот се обидува да се врати во нормална состојба, но не е возможно тоа да го стори поради промените од квалитет на вода и повишената температура на водата која се враќа во реката. Сега, откако општината ги поништи 2 хидроцентрали на Жировничка река, за која протестираше Ахмети и неговите соселани, на потек е владата, која треба да донесе одлука и за одземање на концесиите. Според проценките во земјава има изградено околу 70 на мини хидроцентрали и уште 50 на се во план, а голем дел од нив се во заштитено подрачје. Но Чолович Лешовска вели дека и локалното население, но и воопшто граѓаните се повеќе свесни за значењето на животната средина. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на проблемот со малите хидроцентрали и отпорот на локалното население и екологистите. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.